Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Кавадарци денес на градскиот плоштад организираше акција за собирање на стари книги. Делата кои ќе бидат собрани денес, Унијата ќе ги донира на градската библиотека Феткин, која понатаму ќе има за задача преку нив да стигне до оние кои за жал немаат финансиска помош да ги купат или изнајмат, рече председателот Слободан Ивановски. Денес Унијата на млади сили организира акција за собирање на книги, на стари книги кои ги имаме по домовите, на лектири уште од детството кои што ни се прочитани и кои што дома само ни зафаќаат место, а знаеме дека ќе и послужат на градската библиотека Феткин. Ние денес ја организираме оваа акција и во наредните денови ќе ги предадеме овие книги на библиотеката Феткин. Мислам дека нема подобро поминато време од тоа да се прочита добра книга, отколку да се седи и залудно да се троши времето по интернет. Сметаме дека книгата е средство кое што треба да го има секој млад човек и секој млад човек треба да практикува почесто да чита книги, со тоа се наобразува и се надоградува како млад човек во современиот свет. Книги на штандот донираше и кандидатот за градоначалник Александар Панов, кој рече дека целосно ги поддржува младите и нивната иницијатива за добри дела. Па видовте пред малку дека дониравме книги, меѓутоа малку ја сгрешивме работата, дониравме нови книги. Тоа се книги кои што локалната самоуправа или во целост или делумно ги има поддржано со финансиски средства. Сега тие ми беа прирека, меѓутоа имаме уште многу такви книги кои што сме ги поддржале за наши роднокрајни автори. Тоа ќе го правиме и понатаму со цел да книгата ја доближиме што е можно повеќе кон нашите читатели. Тука посебно би сакал да апелирам да овие книги по првата фаза, а тоа е донацијата до библиотеката Феткин, потоа да бидат донирани до крајните читатели, кај деца или читатели кои што немаат доволно финанси да си дозволат да купат нова книга или да купат книга воопште. Значи да се донираат до нив, затоа што сепак имаме луѓе и љубовта спрема книгата не зависи од тоа кој колку пари има, туку кој колку има афинитет да чита. Сакаме да градиме здрава нација, едуцирана нација и ова е уште еден чекор од Унијата на млади сили во правец на таквата политика на владата на Република Македонија.